Добро вечер. Започнува вторнишното издание на Отвореното студио, на чиј почеток со големо задоволство и со голем респект го поканив бардот на македонското глумиште Бајруш Мјако. Актер, режисер, продуцент, човек кој, ако не го разбирате албанскиот јазик, ќе разберете неговата мимика, а ако не сакате да останете ладнокрвни покрај неговите ремек дела од дневникот на лудиот па се до Сократовата одбрана, тогаш не можете да останете индиферентен. Или, како што Ким Мехмети има напишано за дневникот на лудиот од Бајруш Мјако, кога го гледате Бајруш на сцена, бидете внимателни. Тој не е од оние актери кои не можат без театарот. Тој е актер без кој театарот не може да преживее. Добро вечер, Бајруш. Добро вечер. Како си? Добро. Ви честитам за наградата за животно дело и како што Милчин го забележав, тоа е само едната половина. Дали тоа значи дека освен фактичката пензија заминуваш и од театарските даски? Да. Има и од таквите кои што мислат дека со ова награда што ни е доделена на име на мене и на режисерот Милчин, на пријателот мој Милчин, во театарските игри Војдан Шенодрински во Прилеп. Има и такви што мислат дека со ово сме го заокружили, сме ја заокружили и кариерата, па можда некој мисли и животот. Јас велам дека тука сега ќе почнува новата ера. Пошто ако ништо друго не можеме или немаме да имаме простор кај би ги кажеле нашите вредности и на овие години, Милчин ќе режира, јас ќе играм, па можеме и монодрами да правиме како што сме правиле на време. И денеска е театарот на улица едно од најважните културолошки дострели на масовното глумиште. Бајруш Мјако е добитник на наградата за животно дело на Војдан Чернодарски, нашиот престижен фестивал на драма во Прилеп. Бајруш, која за тебе е улога на 5-децениското твое обстојување? Лудиот, Сократ, Вања, Татко, Стринберг, Бал. Има, или Карло Пети во Сонцето заоѓа од Гелдарот, кое што сме го работеле со Милчин, или Кралот Лир. Има доста улоги за кои што можеме да разговараме, можда и со часови, не знам што. Меѓутоа, ипак, не знам, као да не можеш да ги одвоиш улогите, као што не можеш да ги одвоиш прстите од твојата рака, секоја си има своја функција и секој прст ти значи многу. Меѓутоа, ипак, Попришкин во дневникот на лудиот, покрај Бал и покрај Лир и покрај Карло Пети, покрај Пикони и покрај таткото на или капетанот или кај Стринберг, во татко или доктор Стокман или Пер Гюнд кај Ибсен. Убеден сум дека Попришкин е ипак нешто што е над сите и одскокнува од многу други. За доктор Стокман мислам дека доби Ристо Шишков на струмичката монограма. Да. Ако имате можност да го гледате Бајруш Мјако, откако ќе се подигне театарската завеса, откако ќе почне театарската представа, ќе забележите дека тој на сцената изгледа поприроден отколку што со чантата на плеки во која ги носи своето уметничко минато и ја шета со себе својата уметничка иднина. И вистина така, Бајруш Мјако ќе го сретнете ни Стара чаршија пред неговиот театар за деца, пазите го абсурдот, човекот кој си има вложено на светски децени со класиците, беше задоен да го направи театарот за деца на албански јазик. Тоа дело остана да виси или го презеде помладиот? Не, се уште сум јас тамо. Јас, пошто сега сум пензионер,
и не сакав на многу места да бидам подписник. Сега Безфорт Идризи го води. Меѓутоа сега сме во фаза на да најдеме начин како да ја институционализираме тој објект или подобро да кажам тој проект. Па на крајот на краишта се 2020 година се уште во нашата држава нема театар за деца на албански јазик. Мислам дека не е време, одамно би требало, меѓутоа никогаш не е доцна, може и сега, само нека повелат господата што одлучуваат за многу нешта, нека одлучуваат и на полза на детскиот театар. Ентузијастички со иџет мемети да го направиш по секоја цена, тогаш така, условно кажам, наивно или космополитски да прашам, што ти треба тука, имаш театар за деца, откаде? Дали воопшто постои идеја театрите за деца да бидат само театри за деца? Не знам, пракса изгледа да почнуваат за деца, па да прераснат на млади, па да одат до театри, као што е драмски и не знам што. Меѓутоа, јас веќе 20 години кога го основавме овој проект со Дритро Касапи и Рефет Абази, и кога го добивме од 2000 година објектот на Старата чаршија, Старо кино Напредок, од тогаш култивираме и реализираме и продуцираме представи за деца. Прво почнавме кога имавме средства, финансиски, мислам, бевме као мултикултурна средина, организиравме представи и на албански, и на македонски, и на турски, и на ромски јазик. Последниве 10 години сме само на произведуваме само представи на албански јазик по една или по две годишно, зависи колку средства добиваме од Министерството за култура. И тие представи ние ги играме по 30 репризи. Тоа е една моја одамнешна идеја и така веќе 10 години за месец дена од кога ќе се реализира представата, организираме 30 репризи и за месец дена ги играме тие представи. Не можеме повеќе, иако што барат децата и не знам, многу ми е тешко и на сите нас ни е тешко што не можеме да им одговараме на децата колку што барат да видат. Во таа своја мисија, дали и ти, дали и актерите на албанскиот театар се свесни дека подготвуваш публика за нив, за театарот на албански јазик, кој практично треба да биде мотивација за актерите и театрот, да, меѓутоа тие што треба да одлучуваат и да дават, да одвојуваат повеќе средства за да се реализираме ние као детски театри, да реализираме 3 проекти, као што беше лани, например, добивме, кога се појави као министр господинот Ало Џозовски, со државниот секретар Валмир Азири, ги покани во театрот и им зборев, им кажав што правиме и зошто го правиме тоа. И прв пат добивме од нив по 600.000 денари на 3 представи, за 3 проекти, што значи добивме 1.800.000 нето, реализиравме 3 представи и одигравме 101 реприза за една година, а треба да се знае дека ние нашите представи ги играме гратис, и не случајно сме и носители на наградата Мајка Тереза за хуманизам. И треба да нагласам и една друга работа, што за одржувањето на објектот, пошто е тешко на ово денешно време, без никаков приход, без никакви средства да го одржуваш објектот, ние последниве 3 години добиваме од општината Чаир, нередовно, што би сакал редовно да ги имаме тие средства и да го одржиме објектот и да продуцираме представи, да играме. Меѓутоа, сега со идејата за институционализација на театарот, ми преди се, пошто сведоци сме сите, дека има деца кои што никогаш
не окусиле театар за деца или куклен театар живо. Бајлуш, свесен ли си дека на оваа возраст подетенуваме, дека ние правиме муабет за децата, а не за возрастите, иако кога гледам оваа монографија, ја мислам, ако кажам дека 30 европски и светски метрополи, ти кажи 40. Па има и 40 и више. Која представа ти е во чипот, во позадината на европските театарски сцени? Што си ја одиграл, привлекла внимание, без оглед на овој националниот концепт што го направивте еден период? Па прво ние почнавме со бал, на Бред, со Брезовец, 92 година, кога успеавме да ги провоцираме сите најзначајни театарски фестивали во Европа. Почнувајќи од Евроказ Загреб, од Цанкариев дом Лjublјана, од Сант'Арканџело Дио театри во Сант'Арканџело Италија, во Олденбург Германија, да не зборувам за Амстердам, Бреда, Розендал, Ейтховен, Холандија, па до Ливерпул, Англија. Тоа беше, тогаш успеавме да ги провоцираме овие културни центри и овие фестивали, за кои што беа заинтересирани од после што правиме, каде сме ние. Па не случајно после и со Кралот Лир, кога го работевме 95-та со Милчин и премиерата ни беше во тврдината во Охрид, во рамките на Охридско лето, па успеавме да бидеме и дел на Дживидале во Италија на тој фестивал или на Пулскиот летниот фестивал, па или на првиот послератниот мес во Сарајево. Така да продолживме, пошто не со коските што доста доаѓаат на теки дервиши до Бонското биенале кај што стигнавме, па со Дритро Касапи 2000 година утре тргнуваме во рајот исто од теки дервиши до 2001 кога јас сватив дека нема да можам више во театарот да го правам тоа што умеам и што сакам да го правам. Сватив дека нема да можам више во театарот да барам лик кој што треба да го реализирам, од кои што имав многу други ликови кои што сакав да ги реализирам. Тогаш бев принуден или да го напуштам театарот или да си регистрирам независна продукција и така почнав. Јас го почнав дневникот на лудиот да го работам сам. За среќа 2000 година во еден голем мегапроект на Интеркултот Стокхолм, што бев дел на тој проект, по сценарио на сега покојниот нашиот пријател Горан Стефановски, се сретнавме со Иван Поповски, иако што се знаев јас порано со него, кој што ми дојде на премиерата на Лир во Охрид 95-та и ми рече, јас доаѓам од Москва со мисла да го реализирам Лир, па еве Лир вечерва ја гледам и многу сум среќен. Викам, добро, ако Лир не си успеа да го работиш со мене, ќе работиме друго нешто. Што? Па еве, викам, јас веќе работам на дневникот на лудиот, Гогол, тој е твој, викам, пошто си сега веќе во Русија, во Москва живееш. Што, викам, монодрама никогаш во животот. Зошто? Не, монодрама не знам да работам. Пошто ние со тој проект бевме 6 месеци заедно. По 50 дена во Стокхолм, 50 дена во Болонја, 50 дена во Авиньон, кај што игравме или во Виена 50 дена, или Болонја, кај што игравме ние 21 вечер
секоја вечер играме тој проект. Ајде да не биде само дека сами за себе, односно сам за себе. Да. Да ти го цитирам Иван Поповски, нели? Кој Кај го најде? успеал. Адхок. Во ова време полно со лудост на нашите простори, изгледа дека само лудиот може да постои. За несреќа, мојот херој кој го интерпретира Бајруш Мјаку не е толку луд, за да може да се справи со хаосот. Бајруш Мјаку гостин во отвореното студио, Кусо ЕПП и се враќаме назад за тоа кој е Бајруш Мјаку во опачината на сопствениот живот. Во шампионската недела добивате дополнителен бонус од 2000 денари само со новата Магента 1. Најбрзите од вас добиваат и дрес од европскиот шампион Вардар. За вашето осигурување не размислувате често, но секој ден живеете со спокојот што ви го дава. Осигурете ги вашето здравје, домот и автомобилот и заштетете до 40% со новиот пакет Триглав Комплет Плюс. Триглав осигурување. Само за вас, од 10 до 23 јуни, купувајте со Поен Плюс картичката на Тинекс и добијте 3 пати повеќе. Новосадска салама 1 килограм, 199 денари, плюс 50 поени. Екстра сладолед, 99 денари, плюс 100 поени. Пиво Мулер 500 мл, 36 денари, плюс 40 поени на вашата Поен Плюс картичка. 25 години инспирирани од вас. Тинекс. Здраво, драги гледачи! Јас сум само една од добрите бактерии во Диа-100 пробија. Соодветен при патувања, употреба на антибиотици, при диареја и надуеност. Диа-100 пробио за вашите стомачни тегоби од алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството, за индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на граничниот производ, консултирајте се со вашиот лекар или со фармацевт. Сите ваши сметки и плаќања на едно место и со еден допир. Бесплатно мобилно банкарство. Евростандард банка. Секогаш на дланка. Бајруш Мјаку, актер, режисер, продуцент, кој заедно со режисерот Владимир Милчин на престижниот драмски фестивал Војудар Чернодиски во Прилеп добија двајцата награда за животно дело. Гостин во отвореното студио, Бајруш Мјаку е еден од носечките актерски индивидуи во глумиштето во Македонија. Има одиграно повеќе од 100 ликови во представи на албански јазик, игра во представи на македонски јазик, еднаш и на хрватски јазик. На кој уште јазик сте одмолчале во глумиштето? Сум бил принуден да играм сцени во Аурелијан, во тој првиот мегапроект на Интеркултот Стокхолм и на вториот Хотел Европа, и на енглески, и на италијански, и на француски, секаде кај што сме играле, по една сцена сме одиграле на јазикот кај што играме представа. Бајруш, не можеа да не правиме муавет за политика, иако, за волја на вистина, колку што јас те познам малку подолго, успеа да избегаш од овие поларизирани партиски, етаблирани структури лево и десно меѓу албанци и така натаму, да останеш на равништето на една авторска и актерски космополитизам. Меѓутоа, велите, во актерството и во културата не може без политика. Дури рековте во едно интервју, мислам дека во моите изјави, дека ако навлегла во џемијата, зошто не би навлегла и во културата. Како да се одбраниме од политиката во низината вулгаризација? Наместо од политика да правиме театар, политиката да однесеме во театар. Не, за жал, политиката е влезена во сите пори на животот. Точно и сум кажал и во џамија, и во здравство, и во
Со самиот факт дека се уште не можеме ние да бираме или да назначуваме човек кој што ќе води една институција кој што не е партиски одреден или уште не сум видел и нема да го доживееме тоа сигурно, или макар уште не знам колку 50 години, да јас ако сум дел на оваа партија да именувам способњак или стручњак од друга партија за да води нешто кое што значи институција и не знам што. Во тешко време живееме. Јас покушавам и настојувам да не бидам дел на ниједна партија, меѓутоа јас кога има нешто позитивно и нешто полза на нас, нарочно на нас уметниците, која што ретко ги има тие, јас сум со сите. Бајрош, како остануваш на само контролата да покрај овој дневник на лудиот да не станеш налудничав на одреден начин во секојдневието? Да си параноичен, да си... Јас играв дневникот на лудиот во Москва и московските критичари напишаа извонредни критики, па рекоа дека сум луд, рекоа дека не сум нормален, рекоа дека сум точен. Меѓутоа, кога отидов вториот пат во Москва и во Санкт Петербург да го играм татко од Стринберг, вика, Бајрош Мјако, Шимахова има една критичарка, вика, кој што пред 2 години го гледавме во лудилото на Попришкин, сега се занимава со друго лудило, друг вид на лудило, на таткото од Стринберг. Ја не знам колку видови на лудило има. Меѓутоа, знам дека во денешно време лудоста е присатна секаде. Секој на свој начин си го игра тоа, не знаејќи дека го игра или не знаејќи дека го поседува тоа лудило во себе. Како го играш таткото без лудилата дома? Малкумина знае дека имаш 5 керки, не знам колку внуци, дока и 4-5 знае. Не, 11 сега за сега. И како ги строиш? Не, ме стројат мене. Да, мене ме стројат. Јас сум тој кој што само гледам настрана и се задоволувам кога ги имам покрај себе. Покушавам да бидам добар, меѓутоа знам и да се нервирам, пошто ние и диабетичарите и шекерот малце ни оди, меѓутоа ја имам господјата која се грижи за децата и која што со еден поглед ќе ми каже дека претеруваш и морам или да станам, да излегувам од собата па да влегувам као друг или да играм, дека меѓутоа во секој поглед тоа е задоволство да ги имаш. Да ги имаш покрај се. Гледаш нитка на некаков актерски автономизам? Да, има. На ќерка ми на втората, например, да пробавме, оне сега 5-4 одделение го играше Малиот принц на детска представа, во продукција на Детскиот театарски центар, кај што беше извонреден. Чак и се изненадив. И сега гледам дека сега на 22 ќе почнат една детска серија, ТВ серија. Знам дека е ангажиран и тоа во главна улога. Значи, има. Добро, у втората половина од твоето творештво, која е таа провокација што те држи, која е, например, ликот што сакаш да го искреираш покрај овие 50, што си ги направил досега? Што ти останува вака како аманет? Една од представите кои што и другите збора, и јас сум убеден дека тоа беше голема представа, тоа е Крал Лир, Шекспир. Меѓутоа, од секојаш сум помисли дека сум бил млад кога сум го толкува тој лик на 44-5 години. Би сакал да му се вратам на Лир уште еднаш. Единствениот лик кој што сакав
и сакам и барам да му се вратам е Лир. Иако што јас имав прилика сега во Приштина да му се вратам на еден лик што сум го играл во Скопје, во албанскиот театар, во Коцките, што досна доаѓа со Владе Милчин, една голема представа со која бевме и во Рига, Латвија, бевме на Бонското биенале и не знам што, меѓутоа тој службеникот во Приштина го поставија на сцена и Мартин Кочовски режираше таму, па ме викна на мене да го играм истиот лик. Го играв истиот лик, истите зборови, истиот автор, меѓутоа, тоа, пошто работев со друг режисер, работев во друг концепт, со други луѓе, направив една улога, што викат една креација, која што не може воопшто и немаше воопшто допирни точки со тоа што сум го играл и што сум го правил во првата верзија. Али Лир ми е една од улогите кои што би сакал да му се вратам на годините што на времето Лоренс Оливие и на 72 години живот го играше и тоа феноменално. Ти посакувам да одиграш и Лир и Хамлет, ако се успеш сето тоа да го направиш и да дочекаш правнуци. Благодарам, Фада. Заедно, да. Тоа беше Бајро Шмјаку. Веќе ви го најавував неколку пати, да не кажам бар, зашто тоа значи пензионирање, туку еден од актерите кои ставија впечатлив придонес на македонската сцена, која афирмира македонската култура, го афирмира и албанскиот уметнички и театарски капацитет од Македонија за светот. Ти благодарам уште еднаш што беше гостин и уште еднаш честитам. Благодарам за поканата и ви посакувам голем успех во ова нова Еден. Ни треба такви стимулации, да. Поштовани гледачи, тоа беше Бајро Шмјаку. За неколку минути почнуваат вестите и оттаму со Елена Джугуманова ќе ви понудиме се што имаме да ви понудиме. Од оно што ја претходно се договорав, тоа е дека има две нови имиња од после метлата на Заев, имено новиот директор на Националната агенција е Виктор Димовски, државниот секретар во МНР, инаку еден од челниците на Агенцијата за разузнавање, а во затворот, ама не во затвор, туку да раководи со Идрисово е Есад Ракич. И за тоа, и за другите детали во вестите во 20 часот. Инаку да ве информирам, во 22 ќе имаме дебата во рамките на граѓанскиот форум, ќе ја разглобиме првобитната идеја дали Македонија е зрела за еден нов почеток на демократски плурализам. Тоа е државата да биде една изборна единица со потенцијали да не се губат гласовите на малите партии, да се кумулира што повеќе волја и граѓанство во македонскиот парламент. Толку за студиото, а чекајте не во вестите во 20.